Водата за Гостивар стана нова точка на политичко препукување. СДСМ обвини дека владата купила вода за Гостивар за 100.000 евра без тендер од градоначалникот на Кавадарци. Владата одговара со пресметка по денар, кој колку платил за едно шише вода. СДСМ тврди дека владата преку службата за општи и заеднички работи склучила договор за набавка на вода за Гостивар во вредност од 100.000 евра по директна постапка. Од партијата обвинуваат дека договорот е склучен со компанија во сопственост на градоначалникот на Кавадарци, додека надлежните институции посочуваат потреба од обезбедување вода поради кризата. Владата пак ги отфрли тврдењата на СДСМ за набавката на вода за Гостивар и соопшти дека едно шише од 1,5 литар е обезбедено по цена од 12,5 денари. Од владата велат дека договорот го добила Кожувчанка по постапка со преговарање и дека водата бесплатно им се доставува на граѓаните додека трае забраната за користење на водоводната мрежа. Кривичниот суд вработува 20 суди и поротници кои ќе правораздаваат наредните 4 години. Нови кадри за поголема ефикасност на судењата. Скопскиот кривичен суд отвори јавен оглас за избор на 20 граѓани кои ќе учествуваат во судските совети во следниот 4-годишен период. По моментот на рочишта се ангажирани 37 поротници, а целта е зголемување на капацитетите до потребните 70. Платформа за родова еднаквост бара случајот со Станка Михајлова да биде разрешен без притисок врз неа. Бараат одговори за последиците по породувањето. Платформата побара целосно независно испитување на случајот со 19-годишната Станка Михајлова, која по породување со царски рез се соочува со сериозни здравствени последици и е во инвалидска количка. Од организацијата апелираат нејзините изјави да бидат дадени без притисок, а институциите да обезбедат транспарентна постапка и заштита на нејзините права. Сојузот на синдикати алармира газдите да ги заштитат работниците од жешкото време. Бараат построги правила за работа на отворено. Сојузот на синдикати на Македонија ги повика работодавачите да ги почитуваат мерките за заштита на работниците за време на најавениот топлотен бран. Од СДСМ бараат во законите јасно да се утврдат температурните граници над кои не треба да се работи на отворено. Тешка сообраќајна несреќа кај Битола, 4 возила се судрија, 8 луѓе завршија во болница. Сообраќајот на делницата во прекин. Во верижен судир на магистралниот пат Битола Прилеп кај мостот на реката Шемница. Повредени се 8 лица кои се пренесени во клиничката болница во Битола. Едно лице е оперирано, а полицијата и обвинителството вршат увид за да ги утврдат причините за несреќата. За неколку часа се разгореа 5 пожари низ Македонија. ЦУК регистрира активни огнови на повеќе локации. По мирното утро, без активни пожари на отворено, Центарот за управување со кризи регистрираше 5 нови огнени жаришта во различни делови од земјата. Пожарите зафатија ниска вегетација, грмошки, шума и други површини, а дел од нив се ставени под контрола. Акцијски производи на леток, празни полици во маркетите. Потрошувачите бараат контроли за лажни акции. Граѓани се жалат дека рекламите за намалени производи често не одговараат со состојбата во маркетите, каде акцијските производи ги нема или се наплаќаат по друга цена. Од организацијата на потрошувачи предупредуваат дека ваквата практика може да ги доведе купувачите во заблуда и бараат почести инспекцијски проверки. Уште нема ништо од изградбата на Луна паркот. Не е расчистен дури ни шутот од урнатите дискотеки. Просторот во градски парк стои запуштен. Половина година по уривањето на летните дискотеки во градски парк, просторот се уште е со остатоци од шут и без почеток на изградбата на најавениот Луна парк. Од град Скопје нема одговор до каде е проектот и кога ќе започне реализацијата на забавниот парк.
Град Скопје бара поштар, скопјани ги чекаат даночните решенија во поштанско сандаче. Доставата доцни поради проблем со поштенските услуги. Град Скопје распиша оглас за избор на компанија или лице што ќе ги доставува даночните решенија до граѓаните во хартиена форма. Додека трае постапката, дел од скопјани се уште ги чекаат решенијата за данок на имот по пошта, иако електронската верзија е достапна за повеќето општини. Дали и на Македонија и се заканува суша? Експертите велат дека засега нема аларм. Додека делови од Европа се соочуваат со рекордно ниски водостои, експертите велат дека Македонија засега нема опасност од сценарио со сериозна суша. Состојбата со акумулациите и водните ресурси е подобра од лани, но предупредуваат дека долготрајни сушни периоди и климатските промени можат да создадат ризици во иднина. Синот на новинарката Дафне, убиена во нарачано бомбардирање на Малта, сведочеше во суд. Обвинетиот негира вмешаност во убиството. Синот на убиената малтешка новинарка Дафне Каруана Галиција сведочеше пред судот во процесот против бизнисменот Јорген Фенех, обвинет за нарачување на нејзиното убиство. Метју Каруана Галиција ги опиша моментите по експлозијата во која загина неговата мајка, која истражувала корупција во владата на Малта. Русија изврши масовен воздушен напад врз Киев со балистички ракети и со дронови. Загинаа 14 луѓе, десетици се повредени. Нападот почна по полнок и траеше повеќе од 1 час, при што беа погодени стамбени објекти и инфраструктура во Киев и околниот регион. Украинските власти стравуваат дека под урнатините може да има уште затрупани лица, додека Москва тврди дека цел биле воени логистички центри. Вооружен маж е уапсен во голф клубот на Трамп. Истрагата проверува можен безбедносен ризик. Полицијата приведе 38 годишен маж откако бил забележан како го снима просторот на имотот на Доналд Трамп во Лос Анџелес и кај него било пронајдено оружје. Во неговиот дом и возило биле откриени дополнително оружје и материјали што ги проверуваат истражителите, додека мотивите се уште се утврдуваат. Трамп рече дека договорот за отворање на румускиот теснец може да падне денеска, па му се закани на Иран, предупреди на можен нов напад. Американскиот претседател изјави дека преговорите за повторно воспоставување слободна пловидба низ клучниот морски премин може да заврши во наредните денови, но упати закани доколку не биде постигнат договор. Иран во меѓувреме ја зајакна контролата врз теснецот и бара поголемо влијание врз неговото користење. Над 1700 луѓе починаа од ебола во Конго. Епидемијата се шири со страотна брзина. Здравствените власти губат контрола врз следењето на заразата. Епидемијата во источниот дел на Конго досега однесе 1707 животи, а бројот на заразени надмина 3800 според најновите податоци. Надлежните предупредуваат дека вирусот се шири преку заедниците побрзо отколку што може да се следат контактите, додека се уште не е откриен нултиот пациент. Толку за денес. За се друго се читаме на slobodnpečat.mk. До гледање.